гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уставниот судија Гоце Наумовски си поднесе оставка. 5 месеци по изборот се повлекува од професионални и лични причини. Пратениците заглавија на Законот за правична застапеност. Опозицијата бара гласање веднаш. Власта тврди дека го почитува деловникот. Контролите на пазарна потврдиле раст и на набавните и на продажните цени. Во понеделник средба со производителите и дистрибутерите. Владата ќе ги бара причините за поскапувањето. Забрана за сместување во студентски дом ако внесете алкохол. Нови правила за студентите, Законот за студентски стандард по скратена постапка влезе во собраниска процедура. Одлуката на Зеленски за разрешување на министерот за одбрана ги налути украинците, организирани протести во повеќе градови. Во тема на денот вечерва за социјалниот диалог и животниот стандард разговарам со потпредседателката на СДСМ и пратеничка Јованка Тренчевска. Останете со нас. 5 месеци откако беше избран за судија во Уставниот суд, професорот Гоце Наумовски си поднесе оставка. Одлуката на писмено утрово ја доставил до собранието. Во известувањето пишува дека станува збор за професионални и лични причини. Професорот по римско право Гоце Наумовски си поднесе оставка од функцијата судија на Уставниот суд. Неговата оставка утринава била испратена до собранието, а во неа Наумовски ги навел причините зашто предвремено го завршува својот 9-годишен мандат. Поднесувам неотповиклива оставка од функцијата судија на Уставниот суд од лични и професионални причини. Од Уставен велат дека судијата Наумовски не ги известил за оставката, дека повеќе нема да ја извршува функцијата. Председателот на судот Дарко Костадиновски дознал од собранискиот спикер Гаши. До судот од страна на судијата Гоце Наумовски не е доставена официјална информација дека поднесува оставка. Судијата денеска беше одсутен од седницата. Официјална потврда не е пристигната ниту од собранието. Председателот Костадиновски единствено доби потврда за оставката во телефонски разговор од председателот на собранието Африм Гаши. Оставката на Наумовски го одложи гласањето по иницијативата за оценување на уставноста на делови од изборниот законник за платеното политичко рекламирање, закажано за денешната седница на Уставниот суд. Расправата за предметот се одржа минатата среда, но тогаш гласањето беше одложено заради отсуство на судијата Наумовски. Судот ги немал потребните 5 гласа за да биде донесена конечната одлука, дали ќе се поведе постапка или ќе се отфрли иницијативата поднесена од левица. Наумовски влезе во Уставен во февруари годинава по предлог на собранието. Неговата оставка е втора во рок од неколку месеци. Во декември од Уставен замина Јадранка Дабовиќ, а во оставката напиша дека е заради лични и здравствени причини. По денешната оставка на Наумовски сега Уставен брои се думина судии. За целосна екипираност потребни се уште 20 судии. Инаку уште во март годинава Судски совет ја предложи апелационата судијка Меридика Георгиевска да биде судија на Уставниот суд, но нејзиниот избор во собранието се уште не е направен. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Пратениците денеска заглавија во процедурата на Законот за правична застапеност. Опозицијата бараше веднаш да се стави на гласање, обвинувајќи ја власта дека го крши деловникот. Од владеачкото мнозинство пак убедуваа дека ги почитуваат правилата и гласањето може да се одложи. Ивана Соколовиќ најдова ги има деталите. Обвинувања за кршење на деловникот, меѓусебни довикувања, паузи, одлучувањето за Законот за правична застапеност ја вжешти атмосферата во парламентот. Дуи жестоко реагира дека власта сака швецарски да го донесе законот и без образложение го одложува гласањето, иако присутни се пратениците на однемнозинските заедници. Обвинуваат дека се крши деловникот и бараат законот да биде веднаш ставен на одлучување или јасно да се одреди денот и часот кога ќе се случи за сите пратеници да бидат тука, бидејќи се носи со Бадентер. И пратениците се тука, и кворум има, и Бадентер има, и нема никакво образложение. Имате кворум и има услови за одлучување и треба без друго да се стави на гласање Законот за соодветна и правична застапеност. Не чекајте да го прошверцувате, бидејќи сме ве прочитале. Не може еден закон кој што извира од Уставот, од Охридскиот договор, да се третира како една палома.
Бендевска, која го менува Гашевили, деловникот ја дозволува можноста гласањето да биде одложено. Со меѓусебно довикување одговорницата со поранешниот председател на парламентот Ала Џафери се убедува кој како ги водел седниците. Нити вашите притисоци ќе го сменат моето убедување дека до овај момент работиме согласно деловник и така ќе работиме. Да ве подсетам, можете да го прашате поранешниот председател на собранието колку седници останале незатворени во мандатот кога сте биле владеачко мнозинство заради волја на председателот преку членот 170. Ке го замолам пратеникот Талат Џафери, ке го замолам да не дофрла од место, да му дозволиме на колегата Азири да ја изрази својата процедурална забелешка. Со процедурални забелешки, албанската опозиција не дозволи да се продолжи со дебати и гласање по другите закони од дневниот ред, дека не се гласа за законот за правична застапеност. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Два нон-пейпера кружат во Европската Унија. Првиот на мерци Макрон нуди ограничено членство со отворање на фондовите институциите без право на глас. Вториот на 7 земји членки бара еднаков преговарачки процес без нови билатерални барања. Во вечерните вести на Сител. Контролите на пазарниот инспекторат преку успоредбите на годишно ниво, односно месец со месец, покажале раст и на набавните и на продажните цени. Утре на средба со дистрибутерите и производителите владата ќе бара одговор за причините. На денешниот економско-социјален совет не станало збор за владината просечна потрошувачка кошничка, но министерот Дурмиши очекува да ја усвојат до крајот на годината. Синдикатите се незадоволни што и на оваа средба изостанале за нив најважните прашања за поголеми плати и подобри услови за работа. Во дел од маркетите цените на рафтовите растале побрзо од оние по кои се набавувале производите, но во последните месеци маржите почнале да се намалуваат, тврди министерот за економија. Контролата на повеќе од 700 производи што ја направи пазарниот инспекторат, споредувајќи ги податоците од мај лани со мај годинава, покажала дека просечните набавни цени пораснале за 2,6%, додека продажните цени се зголемиле за 4,5%. Тоа значи дека дел од растот на малопродажните цени на прехранбените производи и другите производи се зголемува поради бруто профитната маржа кој што одредени трговци ја зголемиле оваа година, односно кога се намалиле набавните цени, они не ги намалиле своите цени. Според Дурмиши, бројките за периодот од март до јуни годинава веќе упатуваат на поинаква состојба. Набавките поскапеле за 2%, додека на рафтовите поскапувањето било само 0,16%. За понеделник сме закажале состанок со производителите и со дистрибутерите за да зборуваме за продажните цени и набавните цени на големите количини. На седницата на економско-социјалниот совет не се разговарало за владината потрошувачка кошничка. Дурмиши вели дека се уште се чекаат писмени забелешки од членовите на советот, но очекува пресметката да биде готова до крајот на годинава. Од Сојузот на синдикати пак вела дека повторно биле прескокнати најважните прашања за работниците. Долго време чекаме за поголема плата, подобри услови за работа и сето она што го очекуваат македонските работници и граѓани, но некако не беше точка на дневен ред, па дури ни во точка разна, туку повторно бевме оценети од премиерот дека не сме ја разбрали дискусијата и дека ќе биде подобро, а самиот тој кажа дека ако продолжи ваквиот тренд на демографија и имаме се помалку луѓе во државата, за 10 до 15 години ќе се случи катаклизма во Македонија и ќе останеме и без работници, и без плати, и без сето она што го разговараме денес. Ова беше 8 седница на економско-социјалниот совет во мандатот на владава. Мартин Арсов, Сител телевизија. 4 компании аплицирале на тендерот за набавка на 150 електрични автобуси, потврди министерот за транспорт, но повеќе детали најави за идната недела. Согласно условите, ако тендерот биде успешен, првите 30 би требало да бидат испорачани најдоцна до јануари следната година. Граѓаните бараат брзо решение од испоред нив, во моментов автобусите на ЈСП се стари и нечисти.
4 компании влегува во трката за набавка на новите електрични автобуси, со кои треба да започне обновувањето на јавниот превоз во земјава. Па неуспешни 2 тендери, властите очекуваат овој пат постапката успешно да заврши и да донесе решение за долгогодишните проблеми со автобускиот превоз. Министерот за транспорт не сакаше да дава детали за 4 понуди кои пристигнале на повторениот тендер за набавка на вкупно 150 електрични автобуси и 75 станици за нивно полнење. Во понеделник јавно ќе ве запознаеме со извештајот и со наводите во извештајот и се надевам, навистина се надевам дека овој пат ќе е повикот успешен и дека ќе имаме успешна набавка на автобусите, имајќи предвид дека искуствата од минатиот повик се надевам се поука и за компаниите да подготват добра документација и квалитетна документација. Во моментот кога ќе го добијам извештајот, тој ќе биде споделен во јавноста, се друго мислам дека може да наштети на процесот. Според досегашните најави, 100 автобуси ќе бидат наменети за јавниот превоз во Скопје, додека преостанатите 50 ќе бидат распоредени во другите градови низ државата. И додека надлежните прават напори да донесат нови автобуси во Скопје, граѓаните се жалат на условите во сегашните. Велат дека се стари, дека не се редовни, а хигиената е на ниско ниво. Чекаме по 3 сати. Лоше е. Чекаме пола сат, уште нема. Клими нема воопшто, луѓето можат да се угушат комотно. Јаве се гориме, уште ги нема, касно. Изморувачки како, уште пувачки стоека. We waiting for the number 16 and it already has like an half an hour. It's already hot in here, so it's kinda exhausting to wait. Ако тендерот биде успешно спроведен, а договорот со фирмата која ќе ги испрачува автобусите подпишан месецов. Фирмата има обврска до јануари следната година да достави најмалку 30 електрични автобуси и 15 станици. За секој задоцнување од предвидената динамика за остатокот од неиспорачаните автобуси и станици за полнење ќе се пресметува договорна казна во висина од 0,1% од вредноста на неиспорачаните автобуси и станици за полнење за секој ден задоцнување. Габриела Лескова, Сител телевизија. Змените во Законот за студентски стандард по скратена постапка го помина филтерот на матичната комисија во Собранието. Со новите членови се предвидува можност за забрана за сместување ако студентот стори потешка повреда на куќиниот ред, а на списокот се забрана за внесување алкохол, но и навреди и насилство. Со новите измени право на сместување ќе имаат студенти до возраст од 30 години. Новата академска година со нови построги правила во студентските домови. Со измените на Законот за студентски стандард, студентите нема да смеат да внесуваат алкохол и дрога во собите. Ако уништуваат инвентар, се тепаат или предизвикуваат расна или национална нетрпеливост, ќе се соочат со забрана за сместување во сите домови од 1 до 5 години. Ова се дел од потешките повреди на куќниот ред, предвидени со законските измени. Пушењето цигари, нехигиената, неодговорното и недолично однесување се меѓу полесните повреди. Се ограничува и возраста. Право на престој имаат само студенти до 30 години. Предлог измените денеска поминаа на матичната комисија за образование, наука и спорт. Се менува и членот 27, кој се однесува на придржување на куќниот ред во студентските домови, така што оние студенти кои што не се придржуваат, може да им се изрече воспитна мерка, писмена опомена пред отстранување и забрана за користење на услугите во студентски домови на целата територија на Република Македонија и забраната може да трае од 1 до 5 години. На предлог законските измени пратеникот од Европскиот фронт Сали Мурати поднесе 6 амандмани кои му беа одбиени. Неговите забелешки се однесуваа на правната проблематика. Барам воведување на јасни критериуми според кој надлежниот орган ќе го одредува конкретни траење на мерката во распонот од 1 година 5 години. Тежина на повредата треба да се утврди, дали е прв или повторен случај и после, знаете кога одлучува судот, одлучува последиците, олеснителните и отежнителните околности. Мора да биде предвидена во нормата. Сега тој ако 10 пати правил така, немаш во нормата, не може да се повикува дека како отежнителна околност. Мора да се предвиди тоа. Така не си предвидел ти како нов случај ќе се третира. Овие законски измени се носат по скратена постапка. Освен построги правила, новата академска година ќе почне и со подобри услови за студентите кои ќе престојуваат во комплетно реновираните домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу.
Александар Динев, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив за социјалниот диалог и животниот стандард, разговарам со претеничката на СДСМ Јованка Тренчевска. Госпоја Тренчевска, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, благодарам на поканата. Денеска се одржа состанок на економско-социјалниот совет во владата. По завршувањето слушаме изјава од синдикатот во која што тие велат дека не се разговарало за темите кои што се најважни за нив, висината на платите и работничките права, односно условите во кои што работат работниците. Ако имаме ваква изјава од синдикатот по состанок на економско-социјалниот совет, може ли да зборуваме за функционален социјален диалог? 2 години немаме функционален социјален диалог, односно онака како што е и по закон кај нас, трипартитен социјален диалог помеѓу владата, синдикатот и работодавачите, затоа што сведоци сме на оние изјави од страна на премиерот кон синдикатите, особено кон лидерот на најголемиот репрезентативен синдикат во државата. Сведоци сме дека беа одбивани, дури не се разговараше за оние барања кои што ги има синдикатите, а тоа се барања кои што произлегуваат од самите работници, оние чии што права ги застапуваат. Така што и денес на седницата на економско-социјалниот совет само се потврди дека немаме ние социјален диалог и дека оваа влада не само што на последно место не го стави прашањето денес на седницата за работниците, за работничките права, за платата, за мерки, за како да направиме да во оваа кризно време работниците полесно го поминуваат или пак оние најранливите полесно ги поминуваат овие кризни времиња, не биле на агенда воопшто ставени и покрај барањата на синдикатите да се разговара за оваа тема токму денес, кога пред некој ден ни се зголеми повторно дизел, цената на дизелот, на нафтата, очекуваме следниот период исто така покачување, затоа што војната не е завршена, се разгорува и наместо да се разговара за мерки, да се разговара како да им се помогне на работниците, како да ги заштитиме работниците. Денес сме 16 јули, усвојуваме програма за 2026 година, годината речиси одминала и ние тоа го објавуваме, владата го објавува како, не знам, историски, пошто овие 2 години се нешто историски се случува во државата, па еве и денес историски на сред јули носиме програма за работа на економско-социјалниот совет за 2026 година. Тоа само покажува колку е функционален социјалниот диалог. Најавите беа дека 2 пати месечно ќе се одржуваат, ама официјалните бројки покажуваат дека ова е 8-ма средба во период од 2 години. За да имате само едно, за да имате функционален економско-социјален совет, за да имате функционален социјален диалог. Владата е таа која што треба да покаже разбирање и кон работодавачите и кон работниците, а не да разговара со работодавачите, да ги минимизира или да ги игнорира на работниците, односно на синдикатите. Тогаш јас сум го предводила економско-социјалниот совет во времето кога бев министерка за труд и социјална политика. Апсолутно секое барање се ставаше на дневен ред. И барање кое што произлегува на самата седница, што не било претходно договорено. Ке разговараме, па можеби и тон ке повишиме, па не знам, ке ја прекинеме седницата. Меѓутоа се разговарало и се доаѓало до решение. Не можеш да ги игнорираш времињата во кои што живееме и кризата која што најмногу удира кај работниците. Да, ја споменавте потребата од носење на мерки. Во понеделникот имаше зголемување на цената на нафтените деривати над 5 денари за дизелот. Очекувате ли ова да влијае на животниот стандард на граѓаните и што е потребно да се направи во моментов за да се заштити? Дефинитивно дека ќе влијае на животниот стандард на граѓаните покачувањето на цената на дериватите, затоа што транспортот е директно врзан со ова. Целиот најголем дел од индустријата е врзан со цената на дериватите. Земјоделството, најголем дел е врзан со цената на дизелот. Така да не може да не влијае
врз животниот стандард на граѓаните, врз цените во малопродажните цени во маркетите, на пазарот, овошјето, зеленчукот, не може да не влие. Ќе ги оставиме на страна неисплаќањето на субвенциите, намалените субвенции за земјоделците. Тоа настрана како ќе влие ова и што треба да направи владата. Владата ниту од февруари до јуни не превзеда конкретни мерки за животниот стандард. Единствено што намали, тоа беше акцизата во одреден период и ДДВ на дериватите. Не превзеда никакви мерки за работниците, на барањето на синдикатите, покачување на минималната плата, никако за тоа не се ни разговараше, ниту пак преговараше. Добро, но тие велат дека официјалните мерења, статистиката, мерењата кои што ги прави Државниот завод за статистика покажува дека немало драстичен скок на инфлацијата. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дури дефлација споредено мај со јуни, иако на годишно ниво инфлацијата е 3,4% во 8% на храната во одредени периоди. Ние зборуваме за најранливите, кои што најголем дел од буџетот го даваат. Тие го споредуваат со инфлацијата во времето на Социјалдемократскиот сојуз и кризата која што беше присутна во времето на владата на СДСМ, кога имаше двојна двоцифрена инфлација. Тие две кризи не може да ги рамните. И ако видиме што направивме ние тогаш, војната почна во февруари, ние во март имавме пакет од 400 милиони евра за најранливите, за најсиромашните. Имавме намалување на ДДВ, имавме ограничување на маржите. Ограничувањето на маржите е една од најдобрите мерки кои што ќе дадат резултат кај особено кај посиромашниот слој на граѓани кои што целиот свој буџет го дават на храна и на режиските трошоци. Таргетирани мерки мора да постојат кон да се креираат кон најранливите категории на граѓани. Оваа криза не ги погодува сите исто. Апсолутно, кај сите нас се намалува животниот стандард, меѓутоа сиромаштијата е најголема токму кај луѓето со ниски приходи или луѓето кои што се во делот на социјалната заштита. Социјалната заштита 2,5 години не е покачено ниту едно право. Ниту на лицата со попреченост, ниту на оние што не се вработени, гарантирана минимална помош, ниту на старите лица кои што зимаат социјална пензија, кој што им е единствениот приход во семејството, немаме покачување ниту на едно право. И во услови на криза, наместо денес да се спречи и покачувањето на цената и следниот шок што ќе следи да се спречи, денес да се разговара за онаа што е најитно, денес се разговарало за законот за високо образование и законите од област на образование, кои што патем се во собраниска процедура. И денес на собрание се на дневен ред. И тоа е лицемерие. Ако навистина, апсолутно дека бизнис секторот има интерес од овие закони. Меѓутоа, тоа требало да го разговараат пред да влезат во собрание. За да може да се промени нешто. Морам да ве прашам во однос на начинот на кој што делува оваа влада споредбена со тоа како делуваше владата на СДСМ. Вие најавивте, рековте дека се делуваше со директни мерки за заштита на животниот стандард. Овој пат гледаме нешто поинаку. Владата на ВМРО ДПМН ги повика на средба прво трговците, најавена е нова средба со добавувачите и производителите веќе утре во владата. Колку е ефикасен овој диалог според вас? Ова е навистина смешно, а трагично за граѓаните. Мислам дека на 1 март беше на 1 март министерот за економија и труд имаше изјава дека казните, законот за нефер трговска практика која што го донесовме сите заедно. И кој што во овие услови треба да даде резултат. И на 1 март Дурмиши дава изјава дека измените на законот се подготвуваат затоа што казните во прекршочните одредби се покажале како неефикасни, многу мали. Секој голем маркет ќе си плати казна од 20.000 евра затоа што прави милионски профити. И затоа
требаше да се зголемат овие казни повеќе. 1 март. Па на крајот на мај 2026 година истиот министер или заменикот не е, значи од менеджментот на тоа министерство излегуваат дека предлогот е готов и е во владина процедура. Да, во јуни премиерот вели дека измените се готови, денес сме 16 мај, 16 јули, ние во собраниска процедура немаме. Се купува време за сметка на големите трговци, односно на приватниот сектор. Овие месеци цената ја плаќат граѓаните, затоа што маркетите работат со високи цени. Не може вие да ги викате на разговор, да ги опоменувате кога имате закон кој е јасен, дециден и ви кажува што треба да направите. Зошто е тогаш законот, ако ние влегуваме во диалог и ги молиме на приватниот сектор да ги намалат цените? Па сведоци сме дека цените се отидени во плафон. И ќе ми кажат дека инфлацијата не е загрижувачка, дека ја контролират. Одете прашајте еден граѓанин во предмаркет, ќе ви каже дали може да ги издржи овие цени со овие ниски плати. Официјално најавата беше дека на денешната средба на економско-социјалниот совет ќе се разговара за таа долго најавувана владина просечна потрошувачка кошничка, за која што слушаме повеќе од една година, меѓутоа ете повторно не се нашла на дневен ред. Последните информации од министерот денеска се дека ќе ја усвојат до крајот на годината. Последната потрошувачка кошничка на синдикатот изнесува 68.654 денари. Таа е минимална потрошувачка кошничка која што ја пресметува синдикатот. Колку владината просечна ќе ги представи според вас реалните потреби на граѓаните? Имаме ли потреба од таква кошничка? Видете, во многу земји во светот постои и просечна кошничка, постои и минимална синдикална кошничка. И таа минималната кошничка секаде ја изработуваат синдикатите. Единствено во Македонија и во Србија просечната потрошувачка кошничка ја прави министерство, владата. Никаде во свет владата не ја прави таа кошничка, туку ја прават институциите пандем на Државниот завод за статистика кај нас. Значи, статистика, официјалната статистичка институција во државата, во Британија, во Австрија, во Германија, секаде кај што има. Кај нас и во Србија, очигледно и двете влади сакаат да имаат влијание врз тоа како ќе се пласира колку е потрошувачката кошничка, а врз основа тоа да ги градат и понатамо да ги креираат и политиките, што е нонсенс, затоа што мораме да правиме разлика помеѓу минимална синдикална кошничка, потрошувачка кошничка и она што е просечната потрошувачка кошничка. Минималната е за преживување, тоа е минимум средства кои што се потребни на едно 4-члено семејство за да може да го поминат месецот. Реална ли е потрошувачката кошничка на синдикатот? Апсолутно. Измените на синдикалната кошничка, која престана статистика 2012-13 да објавува просечна потрошувачка кошничка, започна да се прави минималната синдикална кошничка. Да во 23-та година истата се промени, односно се додадат одредени други параметри за да биде реална. И тоа е минимумот. Не е тоа луксузирање, туку минимум за еден минимум достоинствен живот на едно 4-члено семејство. Меѓутоа, потрошувачката кошничка, просечната потрошувачка кошничка ги рефлектира куповната моќ на населението наспроти реалните навики. Односно, тука влегуваат куповната моќ и на богатите и на сиромашните. И вие во услови кога паѓа животниот стандард, апсолутно дека сиромашните граѓани помалку купуваат и затоа цената на потрошувачката кошничка, на просечната е многу пониска од онаа што е на синдикатите потрошувачката кошничка. Не може на едно исто место да ги ставите навиките на богатите и навиките на сиромашните. А во крајен случај, дајте зборуваа за методологија, така? Дека
ќе донесат методологијата, не сме ја виделе методологијата, како ќе мерат, кои производи ќе ги стават во мерењето на просечната кошничка. Апсолутно велат дека ќе се држат преку статистички податоци на завод. Ајде ќе ги почекаме тие официјални податоци. Морам не да ве смееме да ги рамнеме едната и другата. Минималната синдикална кошничка е тој репер кој што треба да ја служи на владата за креирање на социјални политики, не потрошувачката кошничка. И врз основа на оваа кошничка на синдикатите треба да се зголемуваат и минималната плата и да се градат, да се креираат мерки за да се помогне на сиромашните. Во собраниска процедура е ребалансот на буџетот. Очекувате дека ребалансот на буџетот ќе донесе некакви позитивни промени за граѓаните, ќе го почувствуваат тоа што се прави со државната каса? Ребалансот на буџетот се прави затоа што буџетот основниот буџет кој се носеше за 2026 година беше нереално проектиран. Во многу ставки кај што требаше да има повеќе средства, немаше доволно средства. Всушност, ребалансот од една ставка префрлена на друга ставка, имаме зголемен дефицит, што е над законскиот минимум од 3,5 на 4,1 од БДП. Значи, зголемување на дефицитот, што е еден аларм дека буџетот не може да ги сервисира сите обврски кои што се вклучени. Јас најдобро го разбирам буџетот на Министерството за социјална политика, затоа што неколку години сум го креирал. И вие кога на почетокот нема да предвидете доволно средства, ќе имате во текот на овие 6 месеци 3 пренамени за од една ставка да ставите на ставката за социјални услуги, за социјални права, и сега апсолутно дека мора да ставите таму средства со ребалансот. И излегувате на телевизија без срам и велите, имаме зголемување во ставката на социјална заштита. Заштитните друштва, каде што се вработени лица со попреченост. Последната исплата на она обврска што е согласно Закон за вработување на инвалидни лица им е исплатена за јули 2025 година. По тоа министерство е и Фондот за пензиско осигурување. Слушаме различни информации во однос на функционирањето на вториот пензиски фонд. Што се случува со вториот пензиски фонд и треба ли да стравуваме дека ќе бидат загубени неповратно тие средства? Фондот за пензиско си има посебен буџет. Ние имаме надлежности некакви врз фондот, меѓутоа таму има директор кој што си одговара апсолутно за работата на и функционирањето на фондот. Кај нас ние префрламе пари тоа што е дефицитот од централниот буџет кон фондот за пензиско и можеме некакви стручни надзори да правиме, и таа е целата надлежност. Апсолутно треба соработка, особено кога се креираат законите и кога имаме вакви прашања како што е вториот пензиски столб, треба да има соработка, комуникација, меѓутоа одговорноста е потполно на директорот на фондот за пензиско. Она што сакам да го кажа, која станува збор за вториот пензиски фонд. Сите оние заштеди на осигурениците во вториот пензиски фонд се приватна собственост на самите осигуреници. И тие не смеат да се чепкат. Какви и реформи да се прават во личната собственост на сумата која што им е на осигурениците не смее да се чепка. Тоа е исто како да ни влезат дома и да ни ги земат парите што ги имаме дома. Но прашањето за функционирањето на вториот столб го отвори ревизискиот извештај на Државниот завод за ревизија, кој што покажа доцнења од неколку месеци во текот на 2024 година, да до февруари 2026 година, кога се прави ревизијата, тој долг кон осигурениците од вториот столб достигнал 42 милиони евра. Значи, ако се сеќаваме и да ги потсетиме и граѓаните, во 2018 година тогашната министерка за труд и социјална политика Мила Царевска излезе со изјави и имаше и пресконференции дека во
пред 2018 година имало доцнење од 19 милиони евра на уплата на средства во вториот столб. Сега, тогаш биле 19, сега се 42 милиони. Тоа значи помалку пари на сметката на осигурениците. Ти, кога доснеш 2 месеца, тие помалку се оплодуваат. Ти директно задираш во онаа што е собственост на осигурениците. И затоа во 2018 се направи измена на Законот за капитално финансирање. Се одреди дециден рок во кој што фондот за пензиско ќе треба да ги префрлат средствата во вториот столб до пензиските друштва. Тогаш беа 2, сега се 3 пензиски друштва. Во рок од 5 дена мора да се префрлат парите од фондот за пензиско кон пензиските друштва, односно на сметката да ги распределат на поединечни сметки на сите осигуреници. Се строги правила за контрола. Се воведоа прекршочни одредби и за фондот за пензиско и за одговорните лица во фондот, доколку не ги префрлат парите. И ние сега од 24 до 26, ако не изгледаше ревизорскиот извештај, немаше да знаеме, затоа што тоа не можеш да го видиш ти во буџетот. Ниту е превземено некаква мерка. Од друга страна е многу чудно што во тој период, ниту пак сега, по ревизорскиот извештај, регулаторно тело МАПАС, агенцијата е регулаторно тело, кој што треба да ги штити интересите на осигурениците. Нема никаква активност превземено, никакви изјави. Пензиските друштва исто не реагирали. Така да, апсолутно, има во светот има примери како да се зајакне вториот столб. Добро, рече министерот дека се во комуникација и дека бараат решение, ќе видиме какво решение ќе понудат. Само за крај многу накратко морам да ве прашам, затоа што сме сведоци постојано на една недолична комуникација во рамки на законодавниот дом. Вчера и вие лично бевте навредено на една од комисиските расправи. Доликува ли тоа на пратеници? Не доликува на пратеници, ваквата комуникација и навреди, понижувања не доликува пред се на храмот на демократијата, односно на собранието. Меѓутоа, очигледно, во изминатиот период, ние од премиерот гледаме изјави за навреди кон мои колеги и кон председателот на СДСМ и кон колегите пратеници. Очигледно, колегите останати од мнозинството се охрабрени од својот председател и ги продолжуваат навредите кон нас од опозицијата. Најтрагично е што неодамна го подпишавме и го промовиравме етичкиот кодекс, кој што децидно забранува вакво однесување во собранието. За жал се е само на хартија. Господ Тренчевска, благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Во услови кога глобалните сили, предводени од САД, инвестираат милиарди во обезбедување критични минерали, Македонија со своите ресурси на бакар и антимон се наоѓа пред клучна геостратешка раскрсница. Стратегијата за минерални суровини, работена со МАНУ, посочува дека е потребно овие ресурси паметно да ги претвориме во транспарентни партнерства кои ќе донесат економски развој, но без компромис со екологијата. Властите на САД вложуваат значителни напори за зајакнување на домашниот синџир на снадбување со критични минерали и други материјали што се користат во индустриите, од автомобили и зелена енергија до одбрана, воздухопловство и електроника. Председателот на САД Доналд Трамп веќе потпише извршна наредба за создавање на залихи од критични минерали во вредност од 12 милиарди долари, со цел да се намали зависноста на САД од други земји за овие минерали и материјали. Од она што е познато и потврдено со геолошки истражувања, Македонија има бакар и антимон, две суровини кои се сметаат за нафта на новата ера, поради нивната клучна улога во воената индустрија и зелената транзиција. Големото наоѓалиште на бакар е потврдено во Иловица, каде се најавуваше инвестиција за рудник. Таа беше представена како најголема гринфилд инвестиција со првична вредност од околу 350 милиони евра.
Од компанијата Euromax Resources тогаш соопштија дека просечната годишна вредност на извозот за време на 23 годишното работење ќе изнесува околу 180 милиони евра годишно, што представува зголемување од околу 4% на македонскиот извоз. Дополнително во близина на Крива Паланка се испитуваат капацитетите на Антимон, а истражувањата со 5 милиони евра ги финансира Министерството за енергетика на САД преку стратешкиот диалог со Македонија. САД изминатиот период потпишаа повеќе големи договори за снабдување со критични минерали со Европската унија, Јапонија, Канада и други земји. Во домашната стратегија за минерални суровини 2026-2046, чиј носител во изработка беше МАНУ, се истакнува дека ваквите договори можат да донесат бенефити. Минерално богатите држави, особено оние што се во развој, може да имаат голем економски бенефит доколку потенцијалот од ваквата ситуација го искористат на правилен начин. Градењето на доверливи партнерства помеѓу државите добавувачи и државите корисници, мултилатералната соработка и транспарентноста се есенцијални во процесот на зголемување на производствените капацитети на критичните минерални суровини и материјали, се навидува во текстот на стратегијата. Министерството за енергетика на САД на почетокот на јуни додели 15 милиони долари за два проекти што ќе воспостават регионални конзорциуми за забрзување на развојот на нови синџери на снабдување со критични минерали и материјали од неконвенционални и секундарни суровини во сојузните држави Невада и Џорџија. Други 134 милиони долари беа издвоени за проекти во Минесота и Луизијана. Градењето на домашни синџери на снабдување за критични минерали значи дека сваќањето на вредноста на неконвенционалните суровини може да ги зајагне синџерите на снабдување за американското производство и производството на основни технологии, изјави помошничката секретарка за енергетика Одри Робертсон. Само во месец мај американското министерство за енергетика додели 45,7 милиони долари за 19 проекти кои имаат за цел да ги пополнат празнините во домашниот синџер на снабдување со критични минерали. Финансирањето поддржува развој на пилот проекти за преработка на ретки земни елементи и критични минерали, соопшти институцијата. Научните анализи потврдуваат дека со примена на безбедна технологија рударските проекти во земјава може да донесат сериозен економски развој. Во спротивно ресурсите ќе останат неискористени, а државата може да ја пропушти шансата да биде клучна алка во глобалниот напредок. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Вестите од спортот во продолжение ги подготви Зоран Николовски.